Следуваат најновите вести на Слободна ТВ. Историчарите треба да се занимаваат со историја, а политичарите со политика, изјави премиерот Димитар Ковачевски, коментирајќи ги изјавите на одредени бугарски историчари дека македонскиот природбеник Кирил Печиновиќ бил бугарин, а по повод канонизацијата на овој природбеник во Лешочкиот манастир. Тој оцени дека на тој начин ќе имаме и добри добрососедски односи, побрз напредок на државата во полноправно членство во Европската унија. Ковачевски вели дека комуникацијата помеѓу Македонија и Бугарија се одвива на официјално ниво помеѓу представници на институциите, меѓутоа вели секогаш постојат и други интереси, други личности кои сакаат да ги нарушат односите помеѓу две држави и обично со своји изјави предизвикуваат негативни чувства и провокација. Во технолошко-индустриската развојна зона ТИР Скопје 1 денеска е отворен вториот капацитет на американската компанија Kemet Electronics, инвестиција од 25 милиони евра во која ќе се вработат нови 360 лица. Одлуката на компанијата да го прошири производството е потврда за добрите економски политики кои ги води владата и политиките што ги имаме за зголемување на платите на вработените, изјави премиерот Димитар Ковачевски на отворањето на фабриката. Ковачевски очекува наскоро во Скопје да има и трета фабрика на Kemet Electronics и вети дека како влада ќе направат се за да се отвори таков капацитет. Андреас Мејер, подпредседателот на Kemet Electronics, истакна дека со новиот капацитет ќе се произведуваат кондензатори за електрични возила, веќе е ставена во функција една линија за производство, а наскоро, како што рече, ќе бидат отворени уште две производствени линии. Со отварањето на новиот дел за 50% е зголемен капацитетот на постојната фабрика, а како што најави Мејер, се планира во скоро време дополнително да се прошират капацитетите на Kemet Electronics во ТИР Скопје 1. Директорот на ТИР Јован Деспотовски посочи дека со новиот капацитет двојно ќе се зголеми бројот на вработените во Kemet Electronics и додаде дека од почетокот на годината во ТИР-от се вработени речиси 1600 нови вработени. Тој потенцираше дека два пати годинава ќе се зголемат платите на вработените во технолошко-индустриската развојна зона и најави дека ќе продолжат да инсистираат на зголемување на платите на вработените во оваа технолошка зона. Премиерот Димитар Ковачевски денеска потврди дека ниту еден вработен нема да остане без работа, а мерките што ги донале како влада се однесуваат на намалување на трошоците и за фискална консолидација во државата, како и зголемување на приходите. Ковачевски појасни дека намерата е менаџерите, директорите на јавните претпријатија, на трговските друштва во државна сопственост, како и на другите институции да применуваат најдобри менаџмент практики со цел да ги намалат трошоците. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска во саботата рече дека ќе нема отпуштање и намалување на платите на вработените во администрацијата. Вице-премиерот за европски прашања и главен преговарач со Европската унија Бојан Маричич од денеска ќе престојува во Брисел по повод започнувањето на објаснувачките скрининг состаноци за кластерот 3 конкурентност и инклузивен раст. Досега успешно се завршени објаснувачкиот скрининг состанок за кластер 1, темели кластерот 2, внатрешен пазар, што е констатација на комисијата во годишниот извештај за Македонија за 2022 година, дека процесот на скринингот се одвива непречено, а земјата покажува високо ниво на посветеност. До крајот на оваа недела ќе се одржат и скрининг состаноците за поглавјата 16, 17, 19, 20, 25, 26 и 29, односно поглавјата оданочување, економска и монетарна политика, социјална политика и вработување, предпријатија и индустријска политика, наука и истражување, образование и култура и царинската унија. Од денеска корисниците на централното грејење ќе треба да потпишат нови договори со ЕСМ снабдување до ОЕЛ Скопје. Од компанијата ги повикаа граѓаните кои користат парно грејење од денеска да дојдат на нивните пунктови за да склучат нови договори за регулирање на односите за снабдување со топлинска енергија, како и сите други барања кои произлегуваат од оваа услуга. Во Скопје околу 60.000 домаќинства се приклучени на мрежата за централно грејење што ја покриваат топланите исток и запад.
запад. Дополнително, уште околу 500 домаќинства во Чаир и Топанско поле се приклучени на мрежата која ја покрива топланата Скопје Север. Оваа сезона производството, дистрибуцијата и снабдувањето со топлинска енергија во град Скопје ќе го врши АДСМ, која доби лиценца за производство на топлинска енергија до 30 април 2023 година, лиценца за дистрибуција на топлинска енергија за период од 35 години и лиценца за снабдување на топлинска енергија за период од 10 години. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,43%. Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат намалување кај бензините во просек за 1,57%, кај дизелот намалување во просек за 1,624%, кај екстралесното масло намалување во просек за 2,2% и кај мазутот за намалување во просек на околу 4,20%. Со новите цени, малопродажната цена на бензинот 95 не се менува и ќе се продава за 89 денари за литар. Малопродажните цени на Евросупер 98 се зголемува за пола денар и ќе се продава за 91,50 дени за литар. Малопродажните цени на Евродизелот и на екстралесното масло за домаќинство се намалуваат за пола денар за литар и ќе се продаваат 103 денари за дизелот и 98,50 дени за екстралесното масло. Председател на Србија Александар Вучич денеска изјави дека европските представници ја повикуваат Србија да биде на вистинската страна на историјата, што како што кажа нема врска со аргументи, додавајќи дека земјата ќе биде во голема неволја доколку не воведе санкции кон Русија. Вучич вели дека Србија не може веднаш да воведе санкции кон Русија, но дека трае сето тоа Западот ќе обвинува за се она што ја обвинува и Русија. И на крајот ќе кажат: или си за иднината, или сакате да бидете на вистинската страна на историјата. А таа вистинска страна на историјата нема многу врска со аргументите, туку дали сте на нивната страна. Ако не сте на нивна страна, тогаш не сте на вистинската страна на историјата, рече Вучич, додавајќи дека нивната вистинска страна на историја е онаа од нивна гледна точка. Денеска НАТО ја започна својата годишна нуклеарна вежба на 60 авиони кои учествуваат во тренажни летови над Белгија, Северното море и Велика Британија со цел да се практикува употреба на американските нуклеарни бомби распоредени во Европа. Нуклеарните вежби кои не вклучуваат вистински бомби се одржуваат во услови на зголемени тензии откако Русија постојано се закануваше со нуклеарни напади во Украина, поголемите војни неуспеси на бојното поле таму, анализираат медиумите. Вежбите најверојатно ќе се совпаднат со годинешниве нуклеарни вежби на Москва наречени Гром, кои обично се одржуваат кон крајот на октомври, во кои Русија ги тестира своите бомбардери, подморници и ракети способни да носат нуклеарно оружје. НАТО соопшти дека вежбите на Западот не биле поттикнати од последните тензии со Русија. Шефот на НАТО Јенс Столтенберг јасно стави до знаење дека алијансата ќе продолжи со своите вежби покрај напнатата меѓународна ситуација. Според Столтенберг, со откажување на вежбите поради војната во Украина би се испратил многу погрешен сигнал, тврдејќи дека војната сила на НАТО е најдобриот начин да се спречи натамошната ескалација и тензиите. Ги следевте најновите вести на Слободна ТВ.